Пожар на вториот кат во средното општинско училиште Љупчо Сантов и еден повреден ученик е била сотоденешната тактичко показна вежба од симулираниот пожар кој избувна во гимназијата. Долгото звонење на училиштето звоно беше аларм учениците и вработените да излезат од училиштето. Беше повикана територијалната противпожарна единица од Кочани и веднаш започнаа со евакуација на учениците. Пожарот за 5 минути беше локализиран, а од територијалната противпожарна единица акцијата ја оценуваат како успешна, без предизвикани поголеми штети. Денешната тактичко показна вежба беше со замислено сценарио поради настанат пожар, евакуирање на учениците и на наставниот кадар, при што беше изнесено и повредено лице, каде што го преземаа волонтерите од Црвениот крст. Ова е една од вежбите кои се предвидени и во наредниот период до крајот на годината по сите училишта, каде што е предвидено на секои 2 години да се прават вакви вежби. Директорот на средното општинско училиште Љупчо Сантов Игор Христов се заблагодари на брзата интервенција на пожарникарите. Вежбата е успешно завршена. Недостатоци во однос на самата вежба е побрзо да се евакуират самите ученици, односно побрзо за пократок временски период тоа да го сторат. Оваа прилика ја користам и да и заблагодарам за целокупната брза реакција на ТПП Кочани, како и на Црвениот крст, кои што имаат дослух и беа дел од оваа вежба на лице место на теренот. Во симулацијската вежба учество зедоа и волонтерите од Црвен крст Кочани кои интервенираа во укажување на прва помош на повреден ученик од настанатиот пожар. Спроведувањето на тактичко показни вежби е законска обврска за училиштата, а има за цел да го подигне нивото на подготвеност на персоналот во училиштето и надлежните институции за во случај на реална ситуација навремено и правилно да се интервенира и пружи помош. Од територијалната противпожарна единица Кочани најавија дека вакви симулацијски вежби до крајот на годината е планирано да се организираат во сите основни и средното училиште.